време е за поубаво утринско будење, кое што меѓу другото е и рубрика во која се информираме. Како за она кое што ни се случува или најавување на настани и манифестации кои што заслужуваат внимание, така и нешто за кое што треба да се и гордееме, но и за поздрав, ако зборуваме за представување на нашата земја надвор од нашите граници. Така е, да, пред само некој ден во контакт со Наташа Токму од Македонската асоциација на издавачи, сепак не успеавме да воспоставиме комуникација за едно јавување токму од Болоња, но овој пат по завршувањето официјално на саемот за детска литература кој што се случуваше во Италија во Болоња, ја имаме една од авторките кои што има можност таму да се представат и во живо би рекла да ја почувствуваат магијата на саемот, како и контактот со читателската публика. За саемот во Болоња утрово се дружиме и информираме со Билјана Црвенковска. Билјана, добро утро. Добро утро. Добро утро. Се надевам дека добро се слушаме, добро те гледаме и се надевам дека можеби дождот нема да ти пречи утрово за еден добар и продуктивен ден, со оглед на тоа што веќе утрешниот е голем ден за авторите во нашата земја, започнува и саемот на книга, па верувам дека и денешнава среда ќе биде доста исполнета со активности. Да, доста активности се поклопија оваа година сеимите во Болоња и во Скопје. Малку е напорно тоа за нас издавачите и авторите, меѓутоа ете, убави работи. Мислам, кога се работи за книги, секогаш се убави. Да, нека се случуваат и нека има вакви работи за кои што нели можеме да зборуваме и да информираме. Билјана, ова е навистина еден убав, до некаде можеби историски момент за македонската книжевност, бидејќи литературата за деца за прв пат се представува на саемот на детска литература кој што се случуваше од 13 до 16 април во Болоња, Италија. Можеме вака да споделиме од прва рака за импресиите од таму што се случуваше и колку навистина ова е значајно за македонската книжевност и за издавачите наши. Морам да кажам дека годинава беше навистина посебна, затоа што во исто време имавме два штанда. Значи, едниот беше штандот на Македонската асоциација на издавачи, каде што беа представени сите автори, сите илустратори и избрани книги, наградувани, преведувани од овие автори и илустратори. И тоа беше, да речам, тој така наречен македонски штанд. И веднаш до него издавачката куќа Чудна шума, каде што сум главен уредник, заедно со издавачката куќа Гаврош, на авторката и уредничка Ника Гавровска, имавме уште еден штанд. Значи, тоа беше штандот на Чудна шума и на Гаврош. И двата штанда беа, да речам, и направени во некаков сличен стил, затоа што Ника Гавровска, која што е и многу добар дизајнер, го се погрижи за визуелниот изглед на штандовите. И сето тоа изгледаше навистина добро, затоа што во исто време имавме два штанда, имавме представување на книгите, имавме представување на сите автори, илустратори. И мислам дека тоа што се препозна од Министерството за култура, дека и штандот, односно саемот во Болоња е значаен, бидејќи досега само настапувавме на саемот во Франкфурт. Мислам дека има и некаков мал штанд на саемот во Лајпциг, меѓутоа тоа е преку традуки и таму се представуваат библиотеките. Но ова што сме присутни во Болоња е навистина значајно, затоа што интересот за литературата за деца и млади се повеќе и повеќе се зголемува на општо глобално ниво, мислам, и тоа е голема прилика и за нашите автори, за нашите илустратори да излезат надвор од границите на Македонија. Да, токму за интересот за детската литература и она кое што е особено важно, а верувам и главната поента или цел како на ваквите саеми за книга за деца кои што треба да ги има се повеќе е
нели привлекувањето на младата или детската читателска публика и задржување на вниманието со она кое што е содржина во самите книги. Но ако зборуваме за илустрациите и самата приказна се подеднакво важни, бидејќи нели детското внимание најчесто се задржува токму и на сликата или една убава визуализација за тоа кое што се пишува. За вас како издавачи, за авторите, за илустраторите, се разбира посебна инспирација или едно искуство кое што понатаму може да вроди со плод и во понатамошното творештво, но каков е вашиот впечаток Билјана во смисла на тоа да колку се поголем бројот на детската читателска публика како кај нас, така и во Европа, заради тоа што нели дигиталното време пак си носи своји други работи што ги одлекуваат вниманието од книгата, ама сепак веројатно добро се држат на тоа ниво, книгите предничат веројатно во тој дел. Па мислам дека никогаш нема книгата да излезе надвор од употреба, да речам, и да се замени со електронско издание. Еве, имаме, например, следиме што се случува во скандинавските земји, каде што прв пат тие беа првите кои што го воведоа дигиталното образование, а сега се враќаат назад на класичното. Значи ги вадат надвор од употреба таблетите и компјутерите од училиштата и повторно се враќаат кон книгите, кон учебниците од хартија, кон пишување на рака, не пишување на компјутер, бидејќи тие се свесни дека со преголемо користење на екраните се намалува, децата, например, ќе читаат помалку, ќе пишуваат на рака помалку, ќе заборават да пишуваат, а всушност со самото користење на екраните се намалува и нивната, како да речам, нивното внимание, се повеќе бараат брзи содржини, немаат внимание да прочитаат цела книга, да изгледаат цел филм. И мислам дека сме сите свесни за тоа дека мора да се вратиме малку назад кон овие покласични средства, да ги читаме повеќе книгите, да пишуваме на рака, да се вежбаат моторичките вештини. И мислам дека сето тоа некако ќе се избалансира и дека повторно ќе има поголем интерес за книгите во традиционална форма, значи вистинска книга од хартија, не само екран и дигитален формат. Да, верувам дека навистина книгата никогаш нема да излезе од мода, како што се вели. Билјана и сама напомена дека ова е многу значаен момент за македонското издаваштво, за македонските автори, за илустраторите, за сите оние кои што се во овој книжевен свет, но еве што со оглед на тоа што имаше можност лично сето тоа да го искусиш, да го видиш или доживееш интересот на луѓето во живо или сите оние кои што беа на нашите два штанда таму, што ова би значило понатака за нашите македонски изданија, дали веќе има интерес да се преведуваат книгите на други јазици, на колку јазици можеби, каде се ќе бидат подостапни сите овие дела кои што беа изложени? Значи, не можам да кажам за конкретниот саем се уште колкав бил интересот, но дека имаше интерес, мислам во смисла, не можам да кажам, ете сега продадовме толку и толку наслови од Македонија, затоа што тоа ќе се знае дури, да речеме, по неколку месеци од како ќе се направат сите, да речем, ќе се проследат сите контакти кои што дошле таму, но дека имаше голем интерес и дека постојано доаѓаа луѓе кои што, да речем, се интересира, кои што ќе ги видат, нели, ќе го разгледаат каталогот, па потоа ќе побараат контакти од одреден издавач. И со самото тоа што сите тие автори, сите тие илустратори се, да речем, представени во тој македонски каталог, секој заинтересиран може да разгледа, да го види тој автор, да го види тој илустратор, да го види тоа дело, делата се таму, присутни на штандот, можат да се разгледаат и самото тоа значи многу. Сега конкретно за продавање на права, например Чудна шума веќе има многу книги кои што се преведени на други јазици. Значи зборувам изданија на германски, на хрватски, на српски, на словенечки, на украински, на холандски, еве сега, значи Тигар на улица, книгата која што ја направивме заедно со Катерина Николовска,
значи по мои текста, нејзини илустрации, и која што беше, да речам, заштитниот знак на штандот. Штандот, да. Значи целиот штанд беше целиот штанд беше со тој тигар. Со тој тигар, да. Да, мислам, тој тигар веќе се преведува на холандски и книгата треба да излезе кон крајот на мај. Холандскиот издавач дојде повторно на штандот, тие беа присутни на македонскиот штанд, дојдоа на штандот на Чудна шума и исто така тие се заинтересирани и за кои нови наслови да преведат и да издадат. Значи, сето тоа значи многу, затоа што ние досега, да речам, сме имале добри автори за деца, сме имале добра книжевност за деца, но во последните години доживуваме бум. Значи, имаме еден, јас што го викам, нов бран на книжевност за деца, каде што работите се гледаат малку поинаку. Значи, авторите, издавачите и илустраторите стануваат свесни дека книжевноста за деца не треба да биде само забавна и весела, туку дека треба да се занимава со посериозни теми. Дека илустрацијата треба да биде, да речам, поуметничка. И доволно е само да се отиде во Болоња, да се видат трендовите и да ти стане јасно во кој правец треба да се движиш. Ние се уште сме далеку, да речам, од некои земји, од некои, например, скандинавските земји, балтичките земји. Зборувам само за Европа. Тие имаат неверојатни илустратори, многу добри автори. Кога ќе ги погледнете нивните сликовници, нивните книги за деца, да речам, го сваќате во кој правец треба да се движиме, да. Билјана, да се види тоа, да. Да, така е. За жал времето ни е ограничено и тука некаде сме на самиот крај, но ни останува да следиме состојбата со книжевноста во нашата земја и понатака и се разбира веќе од утре да го следиме новото издание на сајмот на книга кој што знае буквално на едно место да ги собере и најдобри, односно сите македонски издавачи, но и се разбира авторите кои што ни доаѓаат од светот, а се навистина вредни за читање. Остануваме да бидеме будни на тоа поле и да ги следиме сите состојби, а тебе ти благодариме за ово утринско вклучување и за импресиите споделени од сајмот во Болоња.